На 30 овој месец Железничкото културно-уметничко друштво Владо Тасевски ќе го одржи 19-тиот поред фолклорен концерт со наслов во спомен на пријателите. Овој културен и фолклорен настан ќе се случи во просториите на друштвото Владо Тасевски во склоп на транспортниот центар, а е наменет за сите поранешни фолклористи и членови на културното друштво. Повеќе за програмата која што ќе го одбележи овој настан, но и за актуелните случувања во ЖУКот Владо Тасевски во следниве минути дознаваме од Марика Терзиска, долгогодишен член на Владо Тасевски и актуелен раководител на најмладата група. Марика Прица, добро утро. Добро утро на вас и на сите гледатели на Алфа телевизија. Еве, во тек се подготовките за предстојниот фолклорен концерт, кој што е долгогодишна традиција на вашето културно-уметничко друштво, кое што патем оваа година одбележува 79 години постоење. Може ли да ни кажете од прилика како ќе тече програмата и како е замислено да изгледа концертот? Точно, оваа година по 19-ти пат Културно-уметничкото друштво Владо Тасевски го одржува својот концерт во спомен на пријателите. Тоа се однесува на сите поранешни членови кои што членувале во Владо Тасевски, а иначе морам да напоменам дека нашето културно-уметничко друштво датира од 12 мај 1945 година и затоа низ него имаат поминато стотици и стотици членови и овој концерт се одвива во спомен на нив. Освен предвидената програма што ќе исполните на овој концерт, дали можеби ќе има и некој специјален гостин за да ја збогати програмата на ЖУКот Владо Тасевски? Да, оваа година за прв пат кај нас ќе гостува нашиот маестро Владко Терзиски со голем дел од, маестро на кларинет Владко Терзиски и ќе се представи со едно од неговите ора од најновото CD. Да, и навистина вистински виртуоз на кларинет и член на оркестарот на националниот ансамбл Танец, дури штета е што ќе настапи само со една номера, би рекла. Па сега, доколку дозволи просторот и времето, ние би сакале тој да не удостои со уште една од неговите ора, меѓутоа отоа потоа може ке самата атмосфера ќе направи да сето тоа да го збогатиме, да. На овој концерт, посветен на сите досегашни членови од културно-уметничкото друштво Владо Тасевски, нема да настапат само возрастната група на културно-уметничкото друштво, туку настапуваат и најмладите. А токму вие сте задолжени за работа со подмладокот на КУТ Владо Тасевски, па да ни кажете со каква програма тие ќе настапат и колку години има најмладиот член кој што во моментов членува во Владо Тасевски? Ние имаме една убава млада секција на малечки играорци. Најмалиот член кој што ни членува е нашата Марика, која што има само 5 години, или на 6, па се до 14 годишна возраст ни се девојчињата. Тие ќе настапат со македонско девојче, еден сплет прилагоден за нивната возраст и бувчанско оро. А после тоа ќе имаме и првата секција на друштвото, тоа се ќе настапат со орото Тресеница и тешкото и ветеранската секција која што ќе има 2-3 точки, пошто сепак е за пријателите и ветераните ќе имаат најмногу акцент на самиот концерт. Колку вкупно членови број КУТ Владо Тасевски во моментот и колку често се среќавате и одржувате тренинзи? Значи, нашето културно-уметничко друштво брои околу 40 на членови од првата и ветеранската секција. Се сретнуваме еднаш неделно, меѓутоа по потреба и по 2 пати неделно. И единствено што можам да кажам дека има премногу голема дружба, премногу голем ентузијазам кај сите наши членови да го одржиме она што е нашето правото, исконското, а истото тоа го гледаме и кај нашите мали дечиња кои што доаѓаат играорке, значи одвај чека да дојдат на проба, да впијат нешто од нашата традиција, од нашиот фолклор и навистина уживаат во сето тоа што го прават.
Од колку часот ќе биде концертот и дали очекувате посетеност и публика да биде исполнета салата во која што се одвиваат вашите часови, но и настапите до последно место? Па нашите сали се секој пат преполни и дури и нема место за седење, зашто стварно тука се и мајките и бабите на нашите членови, а и сите оние наши пријатели со кои што со години соработуваме и твориме. Така да, затоа што и имаме и многу убава соработка и со останатите друштва низ Македонија, низ надвор од нашите граници, така да секој пат има еден куп пријатели кои што со задоволство доаѓаат да не гледаат. Јас ќе ви посакам успешна реализација на концертот посветен во спомен на пријателите на ЖК Владо Тасевски и се разбира тука сме да ги следиме и вашите следни активности затоа што следната година ќе биде голема и значајна година за вас, ќе одбележите голем 80 годишен јубилеј, верувам ќе биде проследен со многу активности, настапи и концерт. Па веќе сме во подготовка за 80 годишнината на Владо Тасевски, а што ќе следува допрва ќе ви јавиме. Ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас за одвоеното време. И отворена покана на сите гледачи на Алфа телевизија на 30.10 во просториите на ЖК Владо Тасевски од 19 часот. Ето уште еднаш за сите љубители на фолклорот, можете да дојдете и да присуствувате на овој убав фолклорен настан. Просториите се наоѓаат во склоп на железничката станица. Вратите се отворени за сите кои што сакаат да уживаат во убавата програма која што пред малку ја најавивме.